Стотина жители на Кичево од погодената населба Прилепска во текот на ноќта во ситните сати се евакуирани од своите трошни домови. Обилните врнежи од дожд предизвикали излевање на Зајашка река, која, како што велат мештаните, носела се пред себе, за миг поплавувајќи им ги куките. Ситуацијата е многу лоша, додаваат. Иако општината им обезбедила привремено сместување, некои спиеле во автомобили, други под ведро небо. Многу лошо. А има некои куќи по 2 метра сигурно натаму. Кај мене не беше баш толку дека е 70-80 сантими. До 3 утрова, али сега не знам. Ова водава дојде секој поплави овие куќе за 5 секунди. Јас седев на предвратата. Пет сама е на цигара, што е запали ома водава во оп крена. Не може тоа од дожда. Ситуацијава е, значи, луѓе се иде, значи, гледате се дека е све под вода. А каде Некој по фамилијата, некој поли, некој на улица. Тие да каме најпоќе поплави имам брат, автомало летно дете, имамо едно годишно дете, ќе ми се удадеш, а треба кој периодот, ако се одавно, значи. Значи, дете ќе ми се погинеше. Значи, треба да мене да ми се помага многу. Верувајте, од тројцата, едно мало бебето имам години и жена инвалидна имам тромботи, ја и инвалидна. Погодените кои немале каде да одат се сместени во спортската сала Христо Узунов, а обезбедени се и со храна, вода, кревети, душеци и кебиња. Донесовме одлука да се врши редовно дезинфекција и дезинсекција, бидејќи постои огромна, за жал, можност од зараза. Луѓето се тука во незавидни услови, тоалетите се такви какви што се. И по меѓувреме мора да бараме едно системско решение за трајно сместување и уредување на речното корито, бидејќи тие куќи се дивоградби направени се на имот на Република Македонија, кој што е многу блиску до реката. За несреќа таа река години не е чистена. Во Охрид пак наврна најмногу дожд, предизвикувајќи излевање на Коселска река. Евидентирани се поплавени подруми, гаражи и дворови на повеќе локации во градот. Локалната самоуправа и кризниот штаб постапуваат по пријавите. Состојбата во Охрид на неколку локации представува огромен проблем. Имаме поплавени куќи, сето тоа се однесува на Коселска река, која што по течението се има излеано на неколку места и дополнително има еден канал кој што е поврзан со исто така Коселска река, кој што преку 30 години немал вода во него. Ова е прв пат сега и представува проблем за куќи кои што се веќе поплавени. Реката Далјан е излеана од коритото на повеќе места, при што се поплавени голем број куќи, а службите за итно дејствување се организирани и се на терен. Водата се црпи со 40 пумпи, а се интервенира и на патниот правец од Билјанини извори до Љубаништа, каде имало и одрони.